Здраво живо на сите. Нека е за многу години Свети Трифун. Еве да се јавам уште еднашка, да подсетам за тоа дека утре, 15 февруари, сабота, точно во 12 часот на пладне, ќе протестирам, ќе бидам сам пред собрание, да го изразам својот револт за уставобранителите, браќата да бидат ослободени и амнестирани веднаш. Така да многу мина ми се јавија, ми кажаа дека ќе ме поддржат, ми кажаа дека ќе дојдат и тие. Значи, и јас, а и браќата уставобранители со кои што контактирав, рака на срце ќе бидеме пресреќни за поддршката од било кого. Особено од оние кои што искрено, со чисто срце ќе дојдат и ќе протестираат и тие и ќе бараат слобода за уставобранителите. Уставобранителите кои што го бранеа уставот, кои што ја бранеа Република Македонија на 27 април 2017 година. Така да ова вклучување го правам највеќе заради тоа, да ве подсетам дека закажаниот протест за утре сабота не е откажан, значи не е прекинат, се повлече тој што го повика протестот, најверојатно подлегна на притисоци, на закани, на се и се што, мислам, имаше недалава многу такви работи, каде што се јавуваат, па се закануваат по луѓе да не се искача на протест. Батали го психо, он секогаш е таков радикален, неговите теории на заговор. Арно, ама сите теории на заговор на психо, како што поминува времето, како што може да се види, се пракса, не се теорија. Значи, заговорот се гледа. Затоа, да не ги држиме луѓето веќе во зандана, да не скапуваат невини тамо, ве повикувам да изразиме протест, секој поединечно за својот дел од државата кој што го имаме и да побараме од власта да бидат амнестирани и ослободени веднаш од затвор. Затоа што да се далеку од терористи, затоа што немаат ни Т од тероризам направено и затоа што политичкиот прогон кој што се случуваше во минатите 8 години и политичкото силување на оваа држава кое што се правеше во минатите 8 години, како што може да се види, продолжува и во овие 8 месеци, ама се смени власта, нели? Власта доби за да ги ослободи овие луѓе, денешнава власт, денешнава партија, доби половина милион гласачи за веднаш да бидат ослободени овие луѓе. Така да истовремено да кажам дека добив поддршка и од многу луѓе кои што нема да можат утре да дојдат, бидејќи се во странство, бидејќи дел се иселеници, дел се кои што се на пат службено во странство. Истовремено да кажем дека голем притисок врши партијата ВМРО-ДПМН да не се искача на овој протест, но исто така голем број на членови на ВМРО-ДПМН, како јас, како мене, кои што
иако ја почитуваат партијата, не може да ги почитуваат сите наредби кои што се спротивни на идеологијата на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Партијата и нејзината идеологија е секогаш за Македонија и за македонецот како човек, како единка. Единство на македонските единки. Се обединивме 90-тите години, ја создадовме партијата, со исти вакви протести ја осамостоивме државата, со истата идеологија, и на истиот начин ќе си бараме правда, слобода за секој еден наш член, за секој еден наш поддржувач, за секој еден македонец, особено за оние кои што невино се осудени, на кои што им е накалемено без везе обвинени. Ова нема врска нити со политика, ова нема врска нити со судство. Џабе им е муабетот за 2% доверба во судството и обвинителството и не знам што. Значи, колку сака нека е довербата, овој протест е исклучиво за овие луѓе да бидат веднаш ослободени. Чим се тргна минатата комунистичко-дегенерична власт, шарена власт, сега денешнава власт, која што ја има официјално партијата ВМРО-ДПМНЕ, треба и мора да ги ослободи овие луѓе. Значи да ги ослободи наитно. Меѓу другото, тоа беше и ветување на овој што е сега премиер, дека веднаш чим ќе дојде на власт, само секунда да видиме, вака, ме бараше Том Трајковски. Томче, поздрав и до тебе, те очекувам утре пред собрание за да протестираме да ги ослободат браќата веднаш. Затоа што амнестијата не значи помилување, не значи милостиња. Амнестијата е должност на власта. Должност да ги ослободи луѓето и луѓето да се бранат од слобода. Така да ви благодарам што ме гледавте. Тука нема да коментирам други работи. Значи сега се концентрирам само за протестот утре. Поздрав до Бинго, поздрав и до Пецо и до Игор. Фала што ме гледате. Значи ве очекувам утре и да е жива и здрава Македонија, да се живи и здрави браќата бранители и да бидат ослободени веднаш и наитно. И да се отпочне со проектот за слобода за сите политички затворени луѓе. Да сте живи и здрави, се слушаме и се гледаме утре. Нека уште еднашка, нека е за многу години Свети Трифун.